Иако процесот на деинституционализација во земјава започна 2000 година со подпишување на меморандум за разбирање помеѓу Министерството за труд и социјална политика, Канцеларијата на УНИЦЕФ и Светска здравствена организација, истиот се спроведува етапно и ќе трае во иднина, се со цел да се обезбеди активна инклузија и целосно учество во општеството на лицата со инвалидност. Последниот период јавноста е разбранува информацијата дека со овој процес Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско ќе се преуреди во дом за стари лица, а сегашните корисници ќе бидат раселени во други установи и институции. Ваквите шпекулации од раководството на Заводот најостро ги осудуваат и демантираат, велат дека засега никој нема да го напушти Заводот. Истиот завод, нашата институција е опфатена во процесот за деинституционализација, што се спроведува од страна на владата и Министерството за труд и социјална политика, за да се подобрат животот на нашите корисници. Во врска со овој процес, во јавноста излегува многу шпекулации, кои што сакам едноставно да ги демантирам, во што јавноста не е запознаена за што се работи. Тој процес кој се планира нашите корисници од крупна институција бидат опфатени со овој процес и да сместени во мали домови во кои што ќе живеат со поддршка. Меѓутоа, при спроведувањето на овој процес, буквално се почитува желбата и мислењето на самите корисници. Значи, никој корисниците наши нема на сила да ги извади, да ги носи некаде каде што тие не сакат, како што сега се шпекулира во јавноста дека сите ќе бидат носени низ цела Македонија, дека заводот ќе биде дом за стари лица или не знам кои се слични работи. Ја молам јавноста сите овие спекулации да не ги шири, бидејќи тие допринесуваат до дополнителна вознемиреност на нашите корисници, за кои што, значи, буквално процесот што се спроведува, не се спроведува за тие да бидат вознемирени и да не можат спокојно да живеат во институцијата. Во насока на процесот на деинституционализација во новата социјална зграда во Струмица се уредени 4 стана, наменети за лица со посебни потреби, кои наскоро ќе бидат доделени. Ние имаме само член на таа комисија и сметам дека транспарентно како и сите други процеси, така и овој процес ќе се води, дека граѓаните кои што се во најголем ризик ќе си добијат или ги исполнуваат условите, ќе си добијат стан и тоа навистина ќе ме радува да дојдеме во Струмица и транспарентно, за разлика од претходните периоди, да си доделиме станови на луѓето на кои што им следува. Потекнувањето на процесот на транзиција од институционална кон грижа во заедницата има за цел подигање на свеста и дискусија за напредокот во процесот на деинституционализација на лицата со инвалидност, лицата со проблеми во менталното здравје, децата, повозрастните лица и бездомниците, кои возможува активна размена на ставови и гледишта во однос на деинституционализација помеѓу представниците на Европската комисија, земјите членки на Европската унија, националните и локалните власти, невладините организации, обезбедувачите на социјални услуги и други субјекти кои се вклучени во целиот процес.